комисијата сходно да одговори на конкретното прашање што колегата Диневски го постави за операта, меѓутоа очигледно е како и секогаш дека колегите од ВМРО ДПМН реалните проблеми во нивните дискусии ги избегнуваат. Она што мене навистина ми е чудно, почитувана колешки, е фактот дека и кога се носеше буџетот за 2012 година, јас и колегите од Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата говоревме дека проценката за раст од 4,5% е погрешна и дека тоа ќе мора да доведе до ребаланс на буџетот. Тогаш не уведуваше и министерот и вие дека тоа не е погрешна проекција и дека ќе се реализира. Сега ве потсеќаме дека приходите се намалени за 9%, но сепак буџетот министерот го крати со ребалансот само за 4,5%. Значи, повторно до крајот на 2012 година ќе се доведеме во состојба да правиме нов ребаланс. И повторно, како што беше и со буџетот, ќе не убедувате дека капиталните инвестиции се предвидени во него, но за жал, како што гледаме со ребалансот, повеќе од 80% се крати токму во капиталните инвестиции. Она што континуирано се избегнува да се одговори како прашање е фактот не само ко кафе на дворешниот долг, бидејќи тоа веќе го говоревме за време на интерпелацијата на министерот, дека од долг од 1,50 милиарди евра во 2002 година, владата на СДСМ ви оставила 980 милиони евра долг или 100 милиони евра помалку од она што го затекла, за сега на 31.3.2012 година да биде тој долг 1,528 милиони евра на дворешен долг на Република Македонија, или скоро дупло е зголемен на дворешниот долг на Република Македонија за овие 6 години владење на ВМРО ДПМН. При тоа не видовме дека направивте било што капитално за конкретно да го подобрите животот на граѓаните, напротив, ги убедувате дека треба да почнат да одат во опера и на театар. За жал, фактичката состојба говори дека секој трет граѓанин во нашата држава живее со 60 денари на ден, секој трет е невработен. За жал, вие сепак се решивте да кратите од парите кои што се наменети за бесплатно лечење на овие луѓе. Наместо да им подобрите, ги подобрите условите за живење, вие се трудите на сите можни начини колку што може повеќе да покочите животот. Како што гледате и вие во ребалансот, повторно остануваат парите за шетање во странство, остануваат парите за економските промотори кои што не донесоа ни една странска инвестиција до сега. За жал, парите за здравството и за образованието како клучни сегменти во живењето на Република Македонија повторно се кратат.